Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Басистот Трајко Симоновски Таци со песна му испрати последен поздрав на својот долгогодишен соработник Тоше Проески. Споменот за Тоше и болката од неговата загуба никогаш нема да згаснат, а доказ за тоа и песната насловена Убав сон, посветена на македонската музичка легенда. Песната е напишана во јануари 2008 година, неколку месеци по смртта на Тоше, и е комплетно дело на Таци, а како гостин пејач се појавува ексклузивката на Горила продукција Сара Мейс. За интерпретацијата на музичкиот дел се погрижија Мартин Вучик, кој ги снима тапаните, и Сашко Николовски Сале, клавиатуристот на Тоше, кој ги отсвири клавиатурите. Придружен вокал е Нина Јанова, а мастерингот е на Валентино Скендеровски. Не сакав да направам класична мејнстрим поп песна, туку искрена песна која ќе ги опише комплицираните емоции на собрани во мене кога се случи тоа што се случи, изјавил Таци. За соработката со Таци, Сара Мейс изјавува: "Бев 17 годишна клинка. Снимавме со Таци неколку песни. Одев кај него во студио редовно и бев пресреќна зашто учев многу работи од него. Убав сон е приказна која ми представува чест да ја раскажам", прецизираше младата пејачка Сара Костадиновска. Холивудската актерка Дженифер Анистон и незиниот вереник Џастин Тероу, наместо да го кажат судбоносното да следниот месец, тие ја одложија свадбата. Но светските медиуми шушкаат дека парот ја одложил венчавката за неколку месеци, а причина за тоа било што не можат да се договорат за тоа дали да направат мала или голема прослава. Освен тоа, Анистон е зафатена со промоцијата на новиот филм Call Me Crazy и не може да се посвети на подготовките за свадба. "Верувам дека сите коцки во последен момент ќе го најдат своето место. Јас и вообичаено не сакам планирање. Тоа ме доведува до лудило", изјавила Дженифер на премиерата и додала дека се уште не знае каков фустан ќе носи. Таблоидите сега предвидуваат дека венчавката ќе се одржи кон крајот на летото, а ќе бидат повикани само најблиските. Нема простор за сомневање дека се појавиле проблеми во врската на Џастин и Дженифер, но тоа не е причина за одложувањето на свадбата која се очекуваше во мај, пишуваат таблоидите. Поп дивата Мадона не престанува да изненадува. Овој пат кралицата на поп музиката реши да ги стави своите фустани на изложба. Таа изложи неколку од своите познати костими кои ги носеше изминатите години на незините спектакуларни концерти во една стоковна куќа во Лос Анџелес. Изложбата траела 2 часа, а посетителите добиле ексклузивна можност да го видат познатиот корсет на Мадона кој го носеше на турнејата Blonde Ambition во 1990 година, како и сјајниот бел фустан кој на себе го имаше во 1991 година на доделувањето на Оскарите. По повод оваа изложба Мадона изјавила дека еднодневната изложба била инспирација на духот и линијата на Material Girl, а воедно на моите обожаватели им дадов можност да ја погледнат еволуцијата на мојот стил, изјавила Мадона. Таа по прв пат ги изложува своите костими во јавноста, но нема намера никогаш да ги продаде нити по цена на хуманитарни акции. 40-годишната чешка манекенка Ева Херцигова донесе на свет уште едно момче. Таа и незиниот партнер Грегоријан Марсеј, кои веќе ги имаат 5-годишниот Џорџ и 9-годишниот Филип, станаа родители по трети пат, потврдија чешките медиуми. Една од најубавите манекенки во светот, која со години ги краси најпрестижните списанија, ужива во улогата на мајка по трети пат. Пред известно време Херцигова изјави дека незините методи на воспитување се разликуваат од оние на незиниот партнер и призна дека таа е построга кога станува збор за децата. Не е разликата во културата, туку во разликата меѓу мажот и жената. Мајката е секогаш построга, барем јас сум таква. Децата кога јадат мора да седат покрај маса и да изедат се што имаат во чинијата. Тоа се правила кои настојувам да се почитуваат, изјавила Ева за чешките медиуми. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.